издание. И за италијанскиот амбасадор во САД, ветото на ЕУ за Северна Македонија е погрешна одлука. Интервју со сценаристот на Втора шанса и фамилијата Марковски, Огнен Георгиевски. Едноклеточен организам без мозок се движи, јаде, па и решава проблеми. Дури и научниците се збунети. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова. Македонскиот државен врв се заблагодари за ратификацијата на пристапниот протокол во Американскиот Сенат, истовремено и како потврда за стратешкото партнерство и придонес за глобалната стабилност и безбедност. Како што јавува нашиот дописник Владимир Мирчевски, председателот на државата преку социјалните мрежи на 3 јазици, македонски, албански и англиски, се заблагодари за чинот. Благодарност до САД за ратификацијата на протоколот за членство во НАТО во Сенатот. Стратешкото партнерство САД Северна Македонија продолжува во алијансата, придонесувајќи за глобална стабилност и безбедност, напиша Пендаровски. Амбасадата на САД во Скопје и честиташе на Северна Македонија за преземените напори да се стигне до тука. Се радуваме што во блиска иднина ќе ви честитаме како 30-та земја членка на НАТО, соопшти од амбасадата. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска вели дека Македонија одбројува до полноправно членство. 25 земји членки на Алијансата ги завршија ратификационите процедури во нивните парламенти и денеска ми е задоволство што можам да честитам и на навистина брзата ратификација од страна на Соединетите Американски држави со убедливо мнозинство од 91 глас за и само 2 против. А сега вестите од светот. Денеска во Сочи започнува дводневен самит, организиран за зајакнување на односите меѓу Руската Федерација и сите 54 африкански нации. Москва се надева дека самитот, чии копредседавачи се рускиот и египетскиот председател, ќе поттикнат економско, безбедносно и политичко партнерство. Секретарот за одбрана на САД Марк Еспер денеска пристигна во Багдад на разговори со ирачките власти за пристигнувањето на американските трупи неодамна повлечени од Северна Сирија. 700 или повеќе војници се преместени во западен Ирак, каде веќе се распоредени 5000 војни лица. Еспер рече дека дополнителните трупи ќе помогнат во одбраната на Ирак и за спроведување на антитерористички операции против бунтовниците на Исламската држава во Сирија. Одлуката да не се даде датум за пристапни преговори на Северна Македонија е огромна грешка. Вакви се реакциите на експертите и дипломатите кои учествуваа на дебата во Атлантскиот совет во Вашингтон. Милена Ѓоргиевска ги има деталите. Одлуката на Европскиот совет да не и даде датум за пристапни преговори на Северна Македонија е сериозно назадување, реагира експерти и дипломати на дебата во Атлантскиот совет во Вашингтон. I hope it's only a temporary delay and not a strategic shift by the European Union. Се надевам дека е привремено одложување, не промена во стратегијата на Европската унија која е спротивна од промовирањето на евроатлантските интеграции за сите држави во Западниот Балкан, вклучувајќи и Србија. Амбасадорот Вежбоу вели дека е известно оти до наредната пролет Северна Македонија ќе стане дел од НАТО алијансата, истакнувајќи ја ратификацијата на протоколот во Сенатот. It's in the interest, I think, of Europe that all these countries follow the path. Во интерес на Европа е сите овие држави да го следат патот, кој други веќе го помина, да ги исполнат потребните реформи што ќе го направи Западниот Балкан многу постабилно место и ќе ги намали шансите за руско влијание. Италијанскиот амбасадор во САД Армандо Варикио рече дека ветото на Европската унија за Северна Македонија е погрешна одлука. It's a clear, a simple, huge mistake. Одлуката да не се отвараат преговори со Албанија и Северна Македонија е кратко и јасно огромна грешка. Потребна ни е поголема политичка ангажираност и свесност. Предизвиците се мултидимензионални и мултинационални. Колку повеќе работиме заедно, подобро. Тие нагласија дека е потребно НАТО и Европската унија да развијат заедничка стратегија на југот, ЕУ фокусирајќи се на прашањата како владење на правото, невработеност, инфлација и развој, а НАТО на изградба на безбедносни капацитети. Со заедничка инвестиција во технолошки можности, заклучија тие, евроатлантските сојузници би можеле да се справат со влијанието од Русија и Кина. Огнен Георгиевски, сценарист на Втора шанса и фамилијата Марковски, на маргините на Македонскиот филмски фестивал во Торонто, говори за инспирацијата кога пишува сценарија. Во интервју за Гласот на Америка тој зборува и за животот во канадската метропола и идните планови. Со него разговараше Јане Бојаджиевски.
По премиерата во Торонто, Огнен Георгиевски, сценарист на Втора шанса, за Гласот на Америка се осврна на наративот од калейдоскопското наблюдување на уникатното искуство на мајчинството. Оги, што е Втора шанса? Втора шанса е игран филм во кој се преподуваат три приказни на три мајки кои се обидуваат да решат што да прават во 2001 кога почине војната во Македонија. И почна како филм кој се викаше Жртва и беше приказан за тројца мажи и беше развиен на работилницата на браќа Манаки, работилница за сценарија и на Берлински филмски фестивал. Се преправаш дека не знаеш? Сакаш да ти кажам, Чифе? Кој твој пари, бе? Кој твој пари? Мама заработува тука, ни ти ни ја, мама заработува. Престани, бе, себично, Копилев. Себично, сум се метнал на тебе. Ја смениле точката на гледање низ призмата на три жени. Објаснува зошто. Во превод, кога иницијалното сценарио за три, во кој се прекрстува приказни на три мажи, се преработи во сценарио во кој трите главни лика стана три мајки, драмата стана многу посилна, контрастите стана многу појасни и со самото тоа мислам дека приказната стана многу посилна и повистинска. Неговиот подпис стои зад ТВ серијата Марковски, која беше вистински хит во Македонија. Све ти дадовме, на тацла. Вака ни враќаш. Далиш на каде? Тина на пола вечер не се сеќам. Идиот! Колку си задоволен како Марковски беше прифатен во Македонија, со оглед дека навистина станува збор за реални случувања каде што луѓето го живеат тоа секојдневие? Па драго ми беше што одеднаш видов дека има уште луѓе што се заинтересирани за прашањето на граѓанска мисла, која е спротивна на некоја биполаризација на општество кое има само две алтернативи и тоа е тоа. И драго ми е што исто луѓе реагираа на тоа дека одеднаш го препознаваат се тоа што им се случува секој ден. Му недостига Скопје, иако со години живе и работи во Торонто. Град ќе пресели зграда по зграда, Бунар не се сели. Освен активно во неговата професија, Огнен е дел од музичкиот проект Вода на Давор Јордановски. Почна иницијално да генерира интерес помеѓу нашава публика, условно речено, македонска и југословенска, а многу брзо се расшири на луѓе кои, знаеш, немаат врска директно со нас. Во моментов работи на 2 играни филма. Светот деновиве за прв пат имаше можност да се сретне со суштество наречено блоб. Зоолошката градина во Париз го представи својот нов жител. Светло-жолт едноклеточен организам без мозок, но се движи, јаде па и решава проблеми. Джим Рендал има повеќе. Го гледате Блоб, прикажан во таймлапс фотографии. Тој е дел од фамилијата организми слични на мувла, но не е мувла. Научниците се збунети. Блоб е еден од најнеобичните организми на планетата. Постои милиони години и се уште не знаеме што е. Дали е животно, дали е габа или е нешто помеѓу. Но еве што знаат. Живее во влажни шуми, далеку од светлина, може за 2 минути да се регенерира ако биде пресечен и деловите одвоени. Може и да се движи, а нема екстремитети. Нема мозок, но може да пренесе порано стекнато знаење. Учи како да премине пречка за да дојде до храна и ја усовршува вештината. Ако поставиме два блоба еден до друг, тој што научил, знаењето ќе му го пренесе на другиот. Блоб е мистерија, но научниците открија дека сака житарки. Иако нема уста, нема стомак и очи, блобот наоѓа храна. Низ светот постојат многу биолошки необични организми со различни карактеристики, но ова е првиот што е прикажан пред јавноста. Го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Довидување до утре во истото време.